Почитувани гости, почитувани домаќини, вработени во Министерството за внатрешни работи, во царинските управи на Северна Македонија и на Албанија, почитувани драг премиер на Република Албанија Еди Рама, почитувани колеги министри во владата, почитувани присутни и почитувани медиуми. Кога доаѓав наваму, размислував која е најлесната работа да ја имаш денес, и тоа е веројатно да си амбасадор на Албанија во Северна Македонија и амбасадор на Северна Македонија во Албанија. Тука пред се мислам на почитуваните кои се присутни тука Марковски и Река, амбасадори, со оглед на тоа дека представуваат две земји кои меѓу себе немаат никакви проблеми и кои што имаат премиери кои комуницираат наједноставно по телефон и комуницираат за работи кои се однесуваат само на поврзување на двете земји, како тоа да биде полесно, како да биде побрзо и како да биде непречено. Резултатот на таа соработка е тоа што денес сме тука заедно на граничниот премин Ќафасан-Ќафтане, каде што го означуваме стартот на One Stop Shop, работата на двете Министерства за внатрешни работи и на двете царински управи. Денес овозможуваме побрз проток на нашите граѓани помеѓу двете држави и побрз проток на компаниите кои што транспортираат производи на граничниот премин, на најголемиот граничен премин помеѓу двете држави. Овозможувањето на проток на луѓе и капитал истовремено ги изголемува и врските помеѓу луѓето, комуникацијата помеѓу луѓето, го зголемува и дружењето помеѓу луѓето, нешто што цели половина век фалеше помеѓу Албанија и во тоа време Македонија. Меѓутоа денес се тоа е минато и денес ние представуваме пример како треба да се однесуваат две соседни држави. Со ова се олеснува работата на 11.000 компании од нашата држава кои се ориентирани кон извоз, кои се ориентирани кон трговија со други држави. На овој начин овозможуваме полесен пристап до пристаништата во Албанија. На овој начин овозможуваме полесен пристап и до туристичките места во Албанија, меѓутоа и до туристичките места во Северна Македонија, а најубавите се тука токму на неколку километри од овој граничен премин. И ние не застануваме тука. Денес одбележуваме почеток на One Stop Shop на двата гранични премини, меѓутоа она на што веќе се работи е комплетно нов коридор 8 од страна на Северна Македонија, меѓутоа и од страна на Албанија, и тоа е нешто што во наредните 5 години ќе стане реалност. Ако карактеристика на инфраструктурата помеѓу Албанија и Северна Македонија беше дека таа не постоела, сега за 5 години ние ќе имаме најдобра инфраструктура на Балканот. Втора работа е што заедно со Албанија, со Бугарија и со Италија успеавме коридорот 8 да го ставиме на мапата на трансевропските коридори, што значи дека веќе овој коридор може да добива финансирање од Европската Унија и веќе работиме на проектите кои се однесуваат на изградба на железничка пруга помеѓу Албанија и Северна Македонија, особено помеѓу Кичево и Илин. Тоа ќе овозможи и реализација на она што веќе сме го договориле, а тоа е на новото пристаниште во Драч, да има и суво пристаниште во Струга, што ќе има огромни позитивни ефекти врз компаниите во Македонија. Зошто велам? Бидејќи ако денес најблиското пристаниште на кое што треба да го платите вашиот бродски лист, односно производите кои што ги купувате од странство, е во Пиреја, тоа значи дека вашите финансиски средства еден месец ќе стојат некаде во банка и нема да може да ги користите, а производите ќе ги немате со оглед на потребите за претовар од Пиреја до Солун и од Солун транспорт до Скопје. Со овозможувањето на коридорот 8 и сувото пристаниште во Струга и големите инвестиции што Албанија ги прави на Јонското море, практично бродските листови ќе доспеваат во Струга, што до сега никој не можел ни да го замисли. Тоа ќе значи подобра финансиска ликвидност на македонските компании, меѓутоа и поголема можност да станат атрактивни за централно-европските компании и држави да тргуваат со нашата држава. Јас сум, како што кажа и вице-премиерот Груби, еден од оние кои што постојано повторуваат дека на Балканот не ни требаат граници. Граници нема во Европа, нема потреба да има ни на Балканот.
И затоа и политичките односи меѓу државите се на исклучително високо ниво. Ако ги погледнете денес политичките односи помеѓу Северна Македонија и Албанија, Северна Македонија, Србија, Албанија, Србија, тоа е на највисоко ниво од било кога во изминатиот век. Јас пред 2 недели бев со српската премиерка каде што за прв пат овозможивме на патарините да се плаќа со еден електронски уред и во Србија и во Северна Македонија. Денес сме тука заедно со Албанија да го отвориме one stop shopот и на царинската и на царинските и на полициските служби. Она што следува од утре е зголемување на капацитетот на службениците кои што тука работат, меѓутоа и воведување на нови методи на работа кои што ќе го намалат чекањето на границите. И ако ги погледнеме сите граници, веќе чекањето е намалено. И какви се ефектите? Ефектите се што откако започнавме со иницијативата Отворен Балкан, 40% е зголемена трговската размена меѓу Македонија и Албанија, 50% помеѓу Македонија и Србија. И тоа е само на бенефит и од интерес и на граѓаните, меѓутоа и на компаниите. Сакам на крајот да се заблагодарам на Царинската управа и на Албанија и на Северна Македонија, на Министерството за внатрешни работи и на Албанија и на Северна Македонија, на Министерството за транспорт и врски на двете држави, на задолжените министри од албанска страна и нашиот вице-премиер Груби за 3-неделната напорна работа. Никој не веруваше дека за 3 недели ова може да се направи, меѓутоа кога се има волја и кога се има посветеност, тогаш нема недостижна цел. И се она што го кажав, јас верувам дека во наредните 5 години ќе биде остварено. Сакам да ги поздравам тука и оние кои што ќе работат на новиот изглед на овој премин помеѓу Албанија и Северна Македонија, кој што ќе биде најсовремен и за кој што ќе е веќе обезбедено финансирање од Европската банка. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш, да ви посакам многу среќа, многу успех во работата, а на нашите сограѓани да им посакам што побрзо преминување на границите до конечно укинување на границите, кога и Северна Македонија и Албанија ќе станат земји членки на Европската унија. Ви благодарам.